образувате? Пандев? Како ќе ги имаме? Јас ќе ви наведам неколку примери, прво мои лични примери. На едно пропатување во Бугарија, значи слушав една емисија на Радио Софија на ноќна програма за разлог, значи за Пиринска Македонија, и новинарката зборува со, би рекле, лицето што ги интервјуира, се работи за некој сосем обичен настан и во еден момент самата новинарка кажува дека ништо не разбира, односно дека сваќа дека зборувачот изборува на некој друг, би рекле, јазик, затоа што таа не разбира. Некогаш што се вика таа лична моментална употреба на јазикот може да не доведе до дадена ситуација. Кога ја спомнав оваа ситуација, ќе го објаснам ова и лингвистички. Ако еден лингвист знае два сродни јазика, лесно ќе научи и трет јазик. Од друга страна, можам да кажам дека македонскиот јазик е жив и во Егејска Македонија. Некаде кон крајот на 80-тите години кај нас постоеја некои податоци дека тој јазик постепено изумира и дека ќе изумре македонскиот јазик во Егејска Македонија. Да речеме, некогаш постоеја дури некои средби на грчко-југословенско ниво. Јас само ќе спомнам дека и Друштвото на писателите на Македонија некаде 88-та година упати писмо до тогашниот председател на председателство на Југославија Алија Изетбеговиќ, мислам дека беше токму за тие контакти, би рекле, врз грбот на македонскиот народ. Се работи за едно од средбите на децата бегалци во тој период. Воопшто, во Егејска Македонија постои тој јазик и на известен начин мислам дека се повеќе и повеќе ќе се ревитализира. Кога станува збор за забраните, јас ќе наведам пример од 38 година, пример што го наведува Мјечислав Малецки, познат полски лингвист, што бил на самиот терен и зборувал во селото Сухо Зарова или Висока со Атанас Папуџија, кој што му се представил македонец. Вика, јас сум македонец, но ја прифаќам таа грчка реалност, а што може да прави 38-та година. Меѓутоа тој кажува дека мора да зборува македонски со мајка му, но не и со неговото дете, затоа што неговото дете го контролирало како зборува таткото и самото дете можело да го пријави таткото ако зборува на македонски јазик. Во известна смисла, децата биле обучени на школа да не им дозволуваат дома да се зборува на македонски јазик. Станува збор, значи, за лице што е забележано со име и презиме, исто како она на што и инсистирала, би рекле, науката за јазикот од тој период. Секој информатор да биде забележан со име, презиме, возраст и како се чувствува. А сите информатори од тој период истакнувале дека се македонци. Го истакнувале тоа пред слависти што тогаш биле на самиот терен. Стефана Велковска, универзитетски, односно експерт за македонски јазик, и Димитар Пандев, универзитетски професор. На крајот од студио 2 прашувам повеќе како граѓани, како ги доживувате овие политичко и информативни тортури врзани од дневно политички јагон на посматрање македонскиот јазик и идентитет треба да се сочуваат? Како? Значи, јас лично би... Прво, не само јас лично, туку ми се чини дека тоа се чувствува кај народот. Дека премногу се врши пресија, поставувајќи ги постојано истите прашања. За нас, како држава и како нација, мислам дека најдобро е да се вложи во проучувањето на јазикот, во неговата афирмација, во едно списание, например, ние македонски јазик го објавуваме само на македонски кај нас. По мене би требало да има, тоа се прави во сите земји, но списание кое ќе се објавува на англиски, ние немаме пари да ги испратиме нашите трудови во странство. Ги праќаме по луѓе што доаѓаат тука. Значи, сите тие работи треба да се искористат за афирмација на македонскиот јазик, наместо да се врши притисок, еве сега сме загрозени, не знам што ќе се случи, и сега ајде излеземе со некоја полесна или не знам каква варијанта. Предолго луѓето живеат со таква пресија. Мислам дека треба поинаку да се настапува. Дури денови венели Евробалкан предложи да се прекинат и преговорите и така натаму. Може би не толку ригорозно со такви мерки, меѓутоа мислам дека ние тука треба малку тоа прашање да го ставиме
да се стави да се стави акцент на самото проучување, на нашите достигнувања што ги правиме во јазикот, на нивните проучувањата на колегите од Филолошкиот факултет, од Институтот за македонски јазик, финансиски да ги зајакнат нашите институции, кадровски да ги зајакнат. Онда вашето поинто? Па видите, во медиумите постои еден термин информативна тортура, а тоа ако ги следиме сите вести, сите програми, никога што нам ни се случува, што значи дека тоа е една стварност која од информатика, јас ќе употребам пак еден термин од науката, пременува во фатика, односно во нешто што е секојдневие, или би рекло нешто што станува кафе муабет. Од друга страна, тоа значи дека ние оваа тема некогаш дури ја вулгаризираме. Јас можам да забележам известна вулгаризација на оваа тема, ако толку често се споменува. Од друга страна, македонскиот јазик, да речеме, може многу повеќе да се вложи во присуството на македонскиот јазик во образованието, кај нас, да речеме, граматика многу малку се учи и тоа е нешто што не можеме не да го спроведеме во дејност, туку едноставно да му најдеме некое соодветно место во наставата. Има, да речеме, поголем број прашања што ние како научници можеме да ги решиме. Политиката си има своји актуелни задачи, актуелната политика е работа на актуелните политичари, се разбира, постои, например, задача што мора да се изврши, нешто што е обврска на денот. Тоа се прашања што секако си одат во тек. Кога зборуваме за науката, ние зборуваме за долги патеки. Да речеме, македонистиката ние сме ја презели од нашите професори, исто како што и сите лингвисти своите теории ги преземале од своите предходници. Ние работиме на долги патеки, а резултатите секако ќе дојдат до израз. Тие долги патеки секако треба да ги има и во, би рекле, образованието, но исто така треба да ги има и во политиката. Јас не сум политичар, меѓутоа можам да спомнам дека и во политиката мора да постои извесен континуитет, независно, да речеме, по кои прашања, но поднос на националните прашања треба да постои, би рекле, еден континуитет. Во онаа смисла што некогаш не треба препукнување на национално прашање. Да речем, јас некогаш и со добар дел мои колеги во македонистиката не се сложувам по некои прашања, меѓутоа ако стане збор за прашање од македонскиот јазик, мене сите колеги ми се колеги во вистинска смисла на зборот и би рекле ние немаме други прашања на кои што би дискутирале. Во основа, оној принцип што постои во науката некогаш треба да се примени и во политиката, особено ако имаме предвид дека не е мал бројот на политичарите што се занимавале предходно со наука. Таа наука секако треба да се вложи во политиката, во онаа смисла во која што и политиката некогаш станува наука. Јас овдека и само ќе го цитирам, повторно би рекол, еден од најголемите лингвисти на светот и јас по линија на мојата професура по општа лингвистика ќе речам дека најголемите светски лингвисти, да не ги именувам, се занимавале токму со македонскиот јазик и токму тие го препознале македонскиот јазик, проучувајќи ја темата за јазичната разнобидност, рекол дека јазичната иднина на Македонија ќе зависи од политиката. Тоа го рекол Антуан Меје во 1938 година. Таа година не е многу прифатлива и во европски рамки, тоа би рекле една од клучните години за европската историја, бидејќи тоа е малку така, но во тој период секако свое место имали македонскиот јазик. Јас истражувајќи го ова прашање од каде тој голем интерес на француската, би рекле, наука, која во тоа време и врвна поднос на овие прашања на социјалната лингвистика, на употребата на јазикот во општеството, се интересирала токму за македонскиот јазик, па покрај онаа димензија што и предходно сум ја знаел, именно дека врвните научници во француската социолошка школа, што е основал тапкото на социологијата Емил Диркем, значи најпрво Андре Вајан и Андре Мазон биле во Македонија на линијата на фронтот, тие токму оделе по оние патеки по кои што Егејска Македонија е одделена од нашата Македонија, токму тие ова во која што денес живееме, значи онаа граница за која што пишувал Јацо Шопов на Грамос и така натаму,
токму тука забележиле дека постои македонски јазик и дека овој јазик е оддален. Јас само ќе ги спомнам и имињата на Лавров, еден од дрвните светски слависти, кој што се занимавал со прашањето на основите на славистиката, кој што македонските приказни ги нарекувал јужно-македонски, односно зборува за приказните од Костурско, Лерицко, тој им дал уште 24 година, им дал наслов јужно-македонски говори. Ние не можеме да се бориме против тоа. Ние мора сето тоа да го искористиме. Во основа... Само треба и политиката тоа да го искористи, тие наши знаења и... Добро, ви благодарам. На крајот од емисијата си дозволив да објасните нешто што можеби на моменти има стручни, на моменти има популарни пораки, но во секој случај со задоволство барем јас ги следев и ги распрашував моите вечерашни гости, Снежана Велковска, научен соработник во Институтот за македонски јазик и еден од врвните истражувачи и подредувачи на толковникот на македонскиот јазик и универзитетскиот професор Димитар Пандев од Скопскиот универзитет. Благодарам уште еднаш. Се гледаме утре со